И официјално од полноќ почна кампањата за предстојните председателски избори. 7 кандидати ја стартуваа трката, кој од центарот на Скопје, кој од предработните простори на шефот на државата на Водно, кој од изборните штабови низ државата, кој од Крушево. Актуелниот председател, кој од граѓаните го бара вториот мандат, најави интензивна кампања за првиот круг од изборите и посета на речиси 70 места. Очекувањата се дека ќе влезе во вториот круг и дека ќе победи. Некој ќе рече дека можеби преголемо представување не е потребно од моја страна, бидејќи имам зад себе 5-годишен мандат и македонските граѓани многу добро знаат за што сум се залагал, што сум бил против, што сум поддржувал и од прилика знаат кој политички профил може да очекуваат и во наредните 5 години ако ми ја дадат довербата. Меѓутоа јас мислам дека контекстот изминативе 5 години се има малку променето и регионалниот и внатрешниот, се разбира и меѓународниот, со војната во Украина и дека би требало да ги кажам новелирани моите ставови по некои прашања кои имаат посебна специфична политичка динамика. А ако ме прашувате за моите очекувања, очекувам дека во првиот круг, бидејќи има многу кандидати како никогаш досега во македонската историја, мислам дека само 99 имавме 6 кандидати, ова се најмногу во историјата 7 кандидати. Гласовите ќе се поделат на повеќе страни и не очекувам дека има некој било каква шанса да добие во првиот круг, меѓутоа во вториот очекувам да влезам и да ги добијам изборите на крајот. Само што се врати од министерскиот состанок на НАТО во Брисел, каде беше во својство на шеф на дипломатијата, Бујар Османи како кандидат се појави пред просториите на председателот на државата за да го означи стартот на неговата кампања. Се наоѓаме на крстопат. Едниот пат е кон светла европска иднина, другиот кон изолација и безперспективност, изјави кандидатот на ДУИ. Овие избори не се обични избори, туку се народен референдум кој што ќе ја определи иднината на оваа држава. Позади мене стои најголемиот мултиетнички Европски фронт, коалиција од 9 партии, нова платформа која што е произлезена од рамковниот договор, чија што цел е на овој крстопат да го задржи евроатлантскиот курс, да ја задржи меѓуетничката хармонија во државата, да ги зачува меѓусоседските односи и се разбира да го заврши евроинтегративниот пат за Северна Македонија да стане членка на Европската унија до 2030 година. Билјана Ванковска најави скромна кампања и како што рече понуда на суштина, една поинаква визија за Македонија наспроти низините против кандидати кои според неа ќе се расфрлаат со реклами и билборди. Немавме големи конвенции, филхармонии, хали, хотели и така натаму, ниту пак ќе ги имаме. Тоа зборува за нашиот пристап и разбирање на оваа борба, на оваа кампања, во која ќе се представуваме скромно, согласно своите можности, всушност онака скромно како што е скромен и нашиот народ. Сиромашен, напатен, обичен, тој не сака билборди како Ким Ил Сунг има еден до оваа канцеларија која ме изненади, затоа што доаѓа од професорка која своевремено критикуваше такви мегаломански реклами. Пред споменикот Македониум во Крушево, Максим Димитриевски стартуваше кампањата во која најави 5 приоритети, како што рече ќе ја преземе функцијата шеф на државата. Ке се залагам за отчетност и одговорност и транспарентно работење на носителите на јавните функции како основа за искоренување на корупцијата и криминалот во државната администрација и помеѓу политичката елита. Ке инсистирам на одговорност на носителите на јавни функции, односно ке се држам до начелото дека правдата мора да е еднаква за сите. Кампањата ќе трае 20 дена до полноќ на 22 април, кога почнува молкот. Првиот круг председателски избори е закажан за 24 април. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.